Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 632 издание. Декември е месец на рекапитулација и ревизија пред се во Дансе Макабре, така што на површина секогаш се обидувам да ги истакнам белезите според кои ќе се запамти годината, а денешната епизода ќе биде посветена на сите нас што ја одржуваме во живот идејата за постоењето на нашата држава и сцената која ја слави моќта на рифот, односно метал, хардкор и панк бендовите кои творат во рамките на нашата држава, создавајќи музика инспирирана од сите нас, од опкружувањето во кое што припаѓаат, со цел да ги истакнат и недостатоците на светот, да понудат излез и да го бодрат секој слушател дека има пред се начин како да се излезе од секоја агонија во која би се засегнал. Тоа е моќта која ја поседува агресивната музика на најдиректен начин да искомуницира со слушателот и да воспостави нераскинлива интимистичка врска со него. Па затоа одлучив ова издание на Дансе Макабре да ги содржи истите иницијали на емисијата, ДМ, но да гласи Дисторзирана Македонија, во која ќе слушаме музика издадена на домашни албуми од андерграунд сцената, но со оглед на тоа што не постои мејнстрим, излишна е оваа поделба, но ако на слушателот му е потребно некакво условување за да направи дистинкција од останатите алтернативни сцени во државата, оваа сцена е таа што е најгласна, најкомплексна и најискрена, па условувајте ја како сакате, затоа што секој од жанровите содржи стотина поджанрови, така што доволно е еден риф да слушнете и ќе сватите за што станува збор. А денешната емисија ја започнавме токму со рифовите на Скетърд од нивната нова композиција The Concept, која се надевам дека ќе биде составен дел од нивниот долго очекуван нов студиски албум. И потоа ги слушнавме Karma Scale со композицијата Sleep, една од нивните синглки, кои се надевам исто така дека наредната година ќе ги состават на едно долгосвиречко издание. А во продолжение ќе слушнеме артист кој нема да треба долго време да чекаме за неговиот нов албум, односно Thanatos, третото студиско издание на Стефан Петановски ќе го добиеме овој месец, а до тогаш ја слушаме синглката Нетер која што беше објавена пред неговото излегување, а исто така уште еден бенд кој немаат издаден албум, меѓутоа ево изработка е Feral Youth, односно деткор бендот кој ја објавија во текот на оваа година нивната синглка Red Letter. Така што уживајте во предстојниот музички блок кој е составен дел од сите тие изданија кои ќе ги слушаме во рамките на оваа емисија која ја одбележаа 2025 година во рамките на метал музиката. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 632 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Ќе се обидам овој музички преглед на годината да биде сумирачки, односно да дозволам повеќе музиката да говори наместо јас, затоа што надолго и на широко за голем број на албуми јас сум зборувал во моите епизоди, посветени на рецензирање на домашните албуми кои гласат раритет, а дел од бендовите и гостува во минатата сезона, каде детално можевме да поразговараме со нив за снимањето на албумите, а со дел сакам да направам интервјуа во иднина и ќе останат за подетална анализа од моја страна, доколку се разбира бендот не е во можност да дојде во Скопје, просториите на Канал 103. Во секој случај, јас нема да дозволам оваа музика да остане неслушната на 103, со оглед на тоа што ова е една од малкуте емисии во Македонија која промовира метал сцена во 2025 година, не само домашна, туку и странска музика.
Како што јас ги негувам домашните албуми, така треба и да се негува и Дансе Макабре, затоа што утре и неа може да ја нема, па бендовите ќе останат без место каде ќе може содржајно да разговараат за материјалот и да добијат темелно критичко мислење на истиот. Сепак, ова не е изветреан подкаст за забава, ова е музичко новинарство. Денешниот преглед на албумите би го започнале со No Name Nation и албумот без имени. Култните домашни панкери No Name Nation гостуваа во емисијата за промовирање нивниот претходен албум во 2019 година, Нова ера исти курац, а за нивниот прв албум Пичку матер од 1999 година се извинувам, не постоеше емисијата за да се промовира, но затоа скршивме муавет со Божо и Сисир и за него и пред се за нивните сеќавања за ова култно издание. Тие се ветерани на домашната панк сцена и нивниот концерт беше последен кој се одржа пред да се случи несреќата во Пулс во Кочани, меѓутоа концертот беше во МКЦ. Така што нивниот трет албум кој го содржаше непокорливиот панк звук беше готов за издавање, но токму поради овој жалостен период низ кој поминувавме како колектив, сметам дека недоволно му се обрна внимание и сакам да се обидам да го поправиме тоа, затоа што на овој албум има бројни панк химни, по кои ќе се памти, дури би рекол дека мојата генерација е модерна панк химна, несуден evergreen, затоа што започнува со моќната парола панкот не е мртов, умрени сме ние. Така што ни удираат шлаканици за нашето апатично однесување, каде мериме кафани, наместо да кажеме јасно и гласно незадоволствата, опеваат злодела на капитализмот, која содржи и ја создаде пред се оваа зомби нација и хумористично заклучуваат дека човек на човек му е турбофолк. Така што се надевам дека наредната година ќе дојдат пак во емисија да ги продискутираме побудите пред се за создавање на овие потентни панк композиции на нивниот албум без имени. Потоа Discops, The Choir of Bombs Sings Again. Стефан и Горан Пуча гостуваа во 618-та епизода и со нив можевме ексклузивно да го слушнеме албумот пред концертната промоција и да разговарам за постоењето на македонската дъби сцена и зошто е важна за одржување на здрава андерграунд култура со собствен сет на вредности и доследности на суровиот панкерски звук со несопирлива музичка агресија пред се. Токму таа експлозивност ја поседува и овој интензивен албум кој на најдобар можен начин го доближува духот на Discharge и Bastards, придржувајќи се на домашните Disease како дополнителен бенд кој ќе ги одржува во живот пред се овој сензибилитет на музицирање. И секако потребен е Металес да го направи миксот и мастерот за да звучи панк бендот како што треба, така што одлично си ја заврши Мартин Суре Цветковски работата на оваа позиција со јасни антифашистички индикации, како и алузии за последиците од разорните војни и политичките манипулации кои служат за делење на народот. Овој албум е директен начин за кој што добиваме поглед до суровоста на светот во кој народот е повиен во плач, а некој обструиран елитист профитира од неговата мизерија. Така што The Choir of Bombs Sings Again на Discops. Сторен, Reset. Одамна не сме имале нju метал бенд на домашната сцена и мислам дека Сторен го погодија вистинскиот момент да се појават паралелно со разбранувањето на оваа сцена во светски рамки, кога гигантите како Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Papa Roach, Nonpoint, но издадоа нивните албуми, но исто така се појавија и нов бран на деткор бендови, на кои, например, Slipknot им се една од најевидентните инспирации, па затоа во овие светски крошни во битола бликнува Сторен, кој неодамна направи еден неверојатен потек на домашен метал бенд, а тоа е издавање на албумот на винилно LP, имајќи и концертна промоција на истото, така што на рамниште на физичкото издаваштво на метал изданијата, ова е еден од најзначајните мигови на аудиофилски аспект, затоа што не само што не е ефтин подвиг, туку и крши еден стереотип кој постои кај колекционерите на винили, со предрасуди се разбира кон метал музиката, затоа што не се дел од милионите колекционери на метал плочи ширум светот, но Сторен ја крши таа предрасуда, иако
неуспешно се бореше против враќањето на джигериците во 2025 година. Тие се вратија заедно со уназадените убедувања кои ги носат тие влакна што се нараснати повеќе отколку што треба и воопшто не ни треба да ги има. Не и се комбинацијата со хардкор панк влијанијата, електронските клавиатури, мелодичните лидови и Rage Against способноста за хип-хоп рецитал, овој бенд го прави еден од најзначајните new metal артисти во историјата пред се на домашната музичка сцена. И секако Synthwave деликатесот Portal не смее да остане неспоменат на албумот Reset на бендот Storen. И овој музички блок ќе завршиме со Conspiracy и нивното ново издание Заговор. Еволуцијата на треш метал звукот на Conspiracy мислам дека во најситен детаљ е опфатена во рамките на Dance Macabre, затоа што гостува со нивното демо во 2018 година по победата на Loserfest и со Заговор оваа година, а во меѓувреме јас го рецензирав и нивниот прв албум Dehumanized, така што нема композиција од нив која не е преслушана и превртена однопаку во рамките на емисијата. Реткост е да настане драстична промена на членовите како во случајот на Conspiracy и да завршат со поквалитетен музички изблик, како што е Заговор, бидејќи добија на агресија и префинетост во свирењето благодарение на маестралниот гитарист Ано, од кого имаме мрсни сола и рифови во изобилие. Ритам секцијата со Раде и Јаце исто така си доби нов облик и мислам дека Стефан ја најде коректната формула за создавање на одличен треш метал албум како што е Заговор, од кој секако дека македонските композиции удираат многу посилно отколку англиските, не само затоа што е на наш јазик, туку затоа што е поуникатно да се слушне домашен напев на агресивна музика, што ги спои, ги двои пред се од сите бендови и никаков проблем не е за свирење во странство, што го докажа самиот бенд на овие композиции, така што ја скршија јазичната бариера, затоа што јазикот на трзајот е универзален и разбирлив насекаде. Тоа што е пронајдена формулата не треба да значи дека треба да добиваме копии на Заговор 2, 3, 4 и 5, туку звукот треба да продолжи да еволуира, дали во екстреми или во комплексности, наместо да се претвори бендот во егоистичен соло проект на Дейв Мустейн, како што тоа се случи со Мегаден, например, така што треба да учат од оваа лекција, така што единствен метал бенд од Скопје кој оваа година ја одбрани честа на металот со вадење на албум, затоа што оваа година главниот град беше мизерија за метал изданија и овие членови не се користеа со изговорите од типот на факултети, работи, жени, мажи, деца, кредити, најдоа време, снимија опасен треш метал албум и растураат кога и да се качат на бина, наместо да плачат дека системот ги ебе, така што тие го ебат системот во случајот на Conspiracy и нивниот албум Заговор. Така што од овие албуми во продолжение на емисијата ќе слушнеме композицијата Мојата генерација, Капитализмот на Екс-Пиво и Рок-н-Рол и Човек Волк од No Name Nation, потоа ги слушаме Discops со Money, Bombs, Drunken Bastards, We Make Noise Not Music и We Are Discops, потоа продолжуваме со Storen и нивните How Could You Bring the Mullets Back, Pieces, Relatively Unrelated, Fringe Theory и The Price of Silence ќе слушнеме и ќе завршиме во овој сегмент со Conspiracy и нивните Лага и заблуда, Заговор, Прогонува и Гнев. Уживајте во овој музички блок од македонска агресивна музика и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите музички албуми кои беа издадени во рамките на македонската метал сцена. Уживајте. Дисторзиите ќе продолжат да бидат немилосрдни и во текот на емисијата, тоа барем можам да ви го гарантирам и ветам, затоа што до крајот ќе ви ги представам албумите кои можеби не го добија заслуженото внимание на останатите медиуми, но својот дом го имаат во Dance Macabre. Sinful Glare го издадо албумот Господарот на времето. Летово беше издадено албумското првенче на битолските Dead Metals и Sinful Glare, кој морам да се пофалам дека конечно оваа есен имав можност да и погледнам во живо на фестивалот Playfest or Go Home во Дзе, каде теоријата ја докажаа во практика, бидејќи со нивниот материјал успешно ги избегнаа сите
јами во кои запаѓаат мрзеливите дед метал бендови, на кои сите песни им звучат идентично. Не е таков случај со Sinful, затоа што тие не само што технички се спретни за комплицираната екстремна музика, тие исто така не се плашат да стават клин пасажи на гитара за да создадат градација во една композиција или пак во една да се наклонат на техничките аспекти на дед, например, во друга да бидат примитивни како Morbid или Obituary, така што таа разноврсност на музичкиот израз, а сепак бранејќи го дед метал бедемот, ги прави да се бенд кој се надевам дека ќе ја надминат клетвата на првиот албум и ќе можеме да слушнеме каде во иднина ќе еволуира нивниот звук. Господарот на времето, исто како и во случајот на Заговор, со исклучок на неколку англиски композиции, например, повторно ќе напоменам дека најмоќен е кога се пее на македонски и ќе си изјавам за право Sinful Glare да ги условам како модерните Орион, доколку се движиме по битолските метал рути, така што оваа година го издадоа албумот Господарот на времето Sinful Glare. А покрај нив албум исто така издадоа и Mammoth, односно EP изданието The Seasons. Ќе останеме во јужниот дел на државата, но од Битола ќе се преселиме накратко во Охрид, каде недалеку се слуша ехот на несопирливите Mammoth, кои газат се пред себе со своите тешки рифови. Во рамките на Раритет го рецензирав нивниот прв албум The Sun Will Rise Again, за кој ви говорев за симплистичката лирика, која кога ќе се стави во функција на примордијалните рифови, се добива шармот кој окраси овој бенд на едно архаично ниво, да се поврзе со исконските пориви пред се кај секој слушател. Неодамна тие во Охрид во Култ го промовираа нивното EP, потоа во Буква, кое постепено го градеа со објавување на синглови, за да ја комплетираат приказната на сезоните, односно секоја песна да символизира едногодишно време, со оглед на тоа што во текот на годината постепено, етапно ги објавуваа композициите, истите ги вклучуваа и во настапите во живо, така што дел од нив имавме можност да ги слушнеме во нивната изведба на концертите, а дел и ќе прераснат во незаменлив постамент од нивната сетлиста, така што ова трио си продолжува да гази низ државата и се надевам дека ќе може да излезе и надвор од незините рамки и нашата мешавина на Мастодон и Годжира да им ја презентира на странските слушатели, да ги ликвидираат со прострелни пинч хармонии и разорниот тапан на Зверот Боев, кој морам да го во овој момент да му се заблагодарам што се качи на бина заедно со Sinful Glare да ја отсвира Територин од Сепултура, момент што ќе опамтам цел живот затоа што се дерев како тинеџерка на прв концерт. EP-то е Динамит, ако ми дозволат да се послушам со еден нивен наслов и конечно ја добивме трешерската композиција која на секоја нивна свирка се надевам дека ќе ја свират, во која најмногу уживам, прекрасната Mission to Kill, која е најдобар доказ дека не мора да се влече до недоглед рифот без да се удрат дупли тапани со кецови и halftime за уживање на и мое пред се и уништување на душманите. Баладите на среднивните свирки не ми представуваат некое задоволство, излишни ми се и ја уништуваат атмосферата која е градена дотогаш и мислам дека може да се избегнат на нивните концерти. Убави се за на албум, меѓутоа бескорисни се во живо. Кога говорам за почитувачи на големината на рифот, Mammoth се едни од поборниците за оваа практика кои неодамна го издадоа нивното EP The Seasons. Потоа The Nashoku, Pain Devour Me. Од Охрид повторно ќе се вратиме во Битола, каде музицира Дејан Нашоку, комплетниот автор на музиката од неговиот истоимен проект, кој досега брои неколку албумски остварувања, вклучувајќи го Aeon Flux, Of Gods and Men, двојниот албум Црно оро, Црвен пламен, и тој си само издаде
Си само зададе пред се извинувам задача, композициите од новиот албум да ги објави на неговиот YouTube канал во етапна фаза, но како негов постојан следач, секако дека не дозволив да не го комплетирам слушањето на неговиот албум и сега кога е комплетно објавен можам и да споделам впечатоците од музичките убавини кои тој ги содржи. Слободно можам да кажам дека е еден од неговите најразноврсни, но и најкомплексни музички албуми каде доаѓа до израз неговото адаптабилно аранжирање на комплетно различните музички правци кои варираат од композиција до композиција, но ако мора да се даде некакво заемно условување, ова е поблизок до даркерската провениенција, која не ги исклучува и инволвирањето на екстремните музички правци во себе, но исто така содржи и меланхоличен призвук кој е темел на неколку епски композиции. Маслиновата гора ја брани македонската чест со една опетовска ламентација и истакната бас линија со која се двои од останатите. Потоа мелодичните death metal и прогресивни елементи може да ги наслушнете во Endless, The Kill, In the Trenches. Потоа ја имаме тука new metalската The Sickening, Туловската Thousand and One Crimes, епската насловна композиција, како и две гостувања, едно на баладичната Anastasia со Јовановски и друго со гитарскиот звер Кристијан Магденовски, кој не ги штеди арапските скали на одличната Of Blood and Salt. Завоските заложбата на Нашоку да се подпре на собствената способност за владење на инструментите и аранжерските моќи во ера во која многу лесно е да се подпре човек на вештачката интелигенција, но Дејан е доказ дека човечката креативна искра никогаш нема да може да ја замени или да биде засенета од страна на машината. Таков доказ е Pain, Devour Me од Дејан Нашоку. И за самиот крај, сега кога ќе издвоиме време за Езотерик и неговите изданија In Between, Digiwerk, 3% of Infinity и Dead Stuff. Од Битола ќе завршиме во Велес, каде исто така работи уште еден соло артист, но во македонската метал сцена постои посебен музички поджанр, а тоа се вика се што ќе отсвири Благој Цилаков во годината, а во овој поджанр оваа година, како и секоја година, можев да се изнаслушам многу и секогаш ми причинува огромно задоволство кога можам да ги слушнам неговите нови изданија на проектот 350 Терик, односно Езотерик, или како и да милувате да го условите. Благој е прогресивен инструменталист кој си поигрува со джент и постметал провениенцијата, но низ годините знаел и да издаде комплетно инструментални синтвейв албуми, така што рефлектира која животна фаза се наоѓа и емоционална состојба да резонира низ музиката која ја создава пред се, односно реализира. Годината ја започна ептен разорно со In Between, кој има прекрасни одеци во рифовите од времен и простор со продорна мелодија, продолжи со Digiwork, каде сајзерот и рифовите ја дисторзираа реалноста, со трите композиции на 3% of Infinity, слушаме дзитот бластови во колизија со моловски мелодии за годината да ги преточи неговите родителски одговорности во нота со Dead Stuff, снимајќи кога ќе има простор и време да го направи тоа помеѓу будењето во 5:30 наутро и останувањето со несоните ноќи, со повремено заспивање на кауч и вртлок на емоции кои излегуваат на површина и на музички план од најмелодични до какофонични елементи и тоа насреде композициите. Така што Благој ми е единствена константа која ми гарантира дека и да не сними ниту еден друг метал артист албум годината, тој ќе нурне во себе си и во континуитет ќе создаде комплексни тонални бранувања, нема да остава никого рамнодушен. Така што денес ви говорев за музиката која што беше создадена од страна на No Name Nation, на Discops, на Storen, Conspiracy, Sinful Glare, Mamut, Дејан Нашоку и Езотерик. А за самиот крај на емисијата ќе ги презентираме и последните 4 албуми за кои имав можност да ви говорам во рамките на ова издание, односно ги слушаме композициите Апатија,
Banished, Господарот на времето и Коридори на моќта од албумот Господарот на времето на Sylvan Glare. Потоа продолжуваме со севкупното преслушување на The Seasons, односно EP изданието на Mammoth. Продолжуваме по Mammoth со The Kill of Blood and Soul, The Sickening и Dirt, композиции од албумот на Шоку. И ќе завршиме со по неколку композиции од сите изданија на Esoteric, односно ја слушаме Holding Ground on In Between, Distorted Reality од Digiwork, насловната од 3% of Infinity, и ќе завршиме со Dead Stuff, односно со The Living Room, All for Myself и No Sleep. Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затворам 632-иот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата која останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Донаредното издание на Дансе Макабре, одете на концертите на домашните музички артисти од метал, хардкор и панк сцената, слушајте ги нивните изданија кои се одраз на квалитети, а не на музички медиокритети. Чао.